најголеми давачки. Придонесите ги товарат бруто платите со 28,4% и секој што ќе ви каже поинаку ќе ве излаже. Тоа е точниот екзактен податок. Не даночните товари го товарат бизнисот. Значи разни такси, разни казни, еве уште еднаш ги апострофирам ова зашто зборувавме, плаќања, не знам, фирмарини, не знам, за милион други работи нас не обтоваруваат. Систематски прегледи на секој 18 месеци, кај што цената од 800 денара почна до 4000 се покачува. Значи индиректно знаеме дека се луѓе, меѓутоа индиректно го товари бизнисот. Тие испаѓа дека во моментот не се поголеми давачки од самите даноци. Даночно олеснување во овој момент значително може да ја подобри кондицијата на компаниите, сугерира бизнис ешелонот. Уместност на владата ќе биде да ги спознае областите кај што треба да се инвестира со цел тој круг на инвестиции и враќање на данокот, односно полнење на буџетот преку даноците да биде затворен. Ние сме стопанствениците едно-два чекора пред сите политички гарнитури или банки. Од една страна ние знаеме дека прометот паѓа. За да го констатираат тоа политичарите или банкарите и слично, на нив им треба статистички извештаи. На нас не ни треба. Секој ден сме таму. Она што ние денеска го знаеме, они ќе го дознаат за месец или за два. Проценките на Европската унија се дека македонското стопанство ќе оди со минус 1%. Проценката на Светската банка, на сите се дека ние ќе влеземе во рецесија. Овие буџетски приходи се едноставно неостварни. Владата за сега не најавува корекција во даночната политика. Кои компании се најголеми плаќачи на даноци? Дали е возможно намалување на даноците среде криза? Експертските препораки и барањата на бизнис ешалонот по кратката пауза. Останете со Индекс. Кафе браво пијам, премиум разбираш, пијам и добивам, награди разбираш. Ајде море цацко, почасти кафе, нека пие цела држава. Ајде, нека пие, нека ужива. Кафе ако се разбираш, премиум разбираш. Браво, премиум! Не е доволно. Боите да се пријатни за очите. Оние најдобрите се пријатни за здравјето. Јупол. Пареопропусна внатрешна боја. Јуб. Бои кои го менуваат домот. Продолжуваме со темата. Тутунскиот, нафтениот, телекомуникацијскиот бизнис највносни за буџетот. Милионски суми годишно од овие сектори се слеваат во буџетот од даноци, акцизи, придонеси. Која е првата десеторка најголеми даночни плаќачи? Нафта, цигари, електрична енергија, телекомуникации, бизниси што носат најголеми заработки, компании што најмногу го полнат буџетот, познати имиња, брендови, директорски фаци. Индекс ја објавува листата 10 компании што најмногу ја полнат државната каса. На прво место Окта, Скопска рафинерија под грчка контрола, го држи најпрофитабилниот бизнис, нафта и нафтени деривати. Според најновите показатели, лани државата од Окта наплатила 140 милиони евра. Следува вториот играч во нафтениот бизнис, Мак Петрол. Компанијата платила вкупни давачки од 61 милион евра. Третото место за тутунскиот комбинат Скопје, бизнис со цигари. Компанијата ја преживеа транзицијата и заврши во раце на словенички газди. Платија давачки од 66,7 милиони евра. Четвртото место за телекомуникацијскиот бизнис T-Mobile во 2008 за даноци 33,8 милиони евра. Веднаш зад нив Мактел, фиксниот оператор од истата групација на T-Mobile, 23,3 милиони евра за давачки. Шестото место за Пивара, устоличена компанија на македонскиот пазар, извозничка и инострански, 22,5 милиони евра. Следува третиот играч во нафтениот бизнис, руски Лукойл, 21,7 милиони евра за давачки и акцизи. Осмото место за ЕФТ Македонија,
Компанија од енергетскиот сектор, трговец со електрична енергија, 17,7 милиони евра за даноци. Деветото место, Државната електранина Македонија, 17,4 милиони евра. Десетото место за уште една компанија од тутунскиот бизнис, комбинатот од Прилеп, 10,7 милиони евра давачки кон државата. Само од овие 10 компании лани во државната каса се слеале близу 421 милион евра. Профитите на овие компании се логични и очекувани со оглед на тоа што дел од нив се монополски позиционирани на пазарот, други контролираат профитабилни бизниси на кои не може да им прекуси ниту кризата. Чувствувам одговорност и пред акционерите и пред вработените во Макветро, компанијата успешно да работи, а она што е наш мотив, тоа е секој пат обврските према државата редовно да се исполнуваат. Менеджментот на АДМЕПС во секој момент го има приоритетот на времена наплата на своите побарувања, со цел навремено да ги плаќа и своите обврски спрема државата и спрема своите клиенти или комитенти. Сепак, економската криза не ги заобиколи ниту овие компании. Намалувањето на бројот на вработени, на профитот, на инвестициите е аларм дека фирмите ја слабуваат финансиската кондиција, што пак неминовно ќе предизвика и намалување на давачките кон државата. Простор за намалување на даноците има, но најпрво владата треба да се откаже од непродуктивните нестопанските буџетски трошења, да ослободи повеќе пари за стопанството, сугерираат економистите. Притиснати од кризата, соочени со опасноста од колапс, неколку сектори побараа намалување на ДДВ. Што очекуваат бизнисмените, што порачуваат експертите, а што планира владата? Под притисок на кризата, соочени со намалена побарувачка, угостителството е на работ на обстанокот, собствениците на хотели, ресторани и кафетерии. До владата испорачаа барање, да ја намали стапката на ДДВ, данокот што го плаќа крајниот потрошувач. Како аргумент го нудат искуството од Европската Унија, но и од регионот. Според пресметките на хотелиерите и угостителите, со намалувањето на ДДВ за овој сектор, буџетот нема да биде попразен. Доколку државата, како што одговори на нашето барање позитивно и го намали данокот на 5%, од 18 на 5%, тука имаме простор за уште едно намалување на 10 до 15% повторно на цените. Тоест, нема ние да ги намалиме цените. Бидејќи знаете, вие како клиент, кога одите во ресторан, викате ресторанските услуги се 230 денари плюс 18% ДДВ. Сега место 18%, ако стои 5%, и вашата сметка како граѓани на Република Македонија, ќе влезете утре во ресторан, ќе биде помала. Мислиме дека државата во маса во буџетот нема да изгуби ништо, него може да се деси да добие повеќе. Дали има простор за намалување на даноци? Експертската јавност оценува дека постои шанса за даночни корекции, но само доколку владата го промени буџетскиот концепт на трошење. Логично би било да се ослободат дел од тие буџетски расходи преку реално враќање или намалување на даночното оптеретување. Дали тоа станува збор значи на ДДВ, дали на данокот на публични примања, дали акцизите на разни царисни стапки и царина, тоа е веќе стварна проценка, но многу по добро би било за нашата економија, многу по-продуктивно да тие непродуктивни расходи се вратат назад во приватниот сектор каде што се створува реалната економска вредност во било која пазарна економија. Власта засега не најавува коригирање на даноците, проектираше само намалување на даночните приливи. Во овој момент не се планираат никакви промени во даночната политика, се смета дека ние имаме оптимална даночна политика, нешто што другите земји би сакале да го имаат доколку можеле пред неколку години, доколку ги антиципирале работите кои што ќе следуваат, веројатно и тие би направиле некои корекции во нивните даночни системи, меѓутоа не го направиле тоа и денес им е многу тешко да речеме да намалуваат даноци кога се соочуваат со проблеми со приходите, како што сите земји се соочуваат. Додека владата калкулира даночни приходи, кризата го стеснува кругот околу стопанството. Иако владата донесе пакет антикризни мерки, се уште се чекаат посериозни ефекти. Имаме и барања кои што не се реализираа,
посебно во делот кај што имаме суровини и репроматеријали со повисока царинска стапка отколку готовиот производ кој што се увезува без царина согласно спогодбите што ги спомнав пред малце, како и имаме и во делот на инвестирањето се уште е проблем да одредени основни средства, машини кои што не се произведуваат во Република Македонија сепак се оданочени по овој основ. Така да, например, ако е некој основно средство со висока вредност, иако успеавме да од 15% се намали на 5%, сепак и ова 5% е високо оптоварување. Најголемата опозицијска партија СДСМ смета дека среде криза власта форсира нестопански проекти на грбот на стопанството, иако опозицијата неодамна предложи, власта одби намалување на стапката на ДДВ од 18 на 15%. Клучната порака треба да биде да државата престане да ги прибира безмилосно парите и уште повеќе непродуктивно или исклучително погрешно да ги троши од другата страна. Значи, во овој момент, кога се нема пари, кога никој не сака да ги троши парите и размислува или е хиберниран во најмала рака, чека подобри времиња, треба парите да се остават повеќе во фирмите и во стопанството и кај граѓаните, бидејќи тие попаметно ќе ги употребат отколку владата. Верувам, ниту вие, ниту некој друг во државата не сака своите пари што ги плаќаме сите ние преку даноци да ми се употребат за некоја статуа на бик на градскиот поштад што не кошта милиони евра. Апсолутно не се согласувам така некој да ги троши моите пари или да купи скап Мерцедес за да министерот се вози. Во пресрет на собраниската дебата за ребаланс на буџетот, владата подготвува одбрана за буџетските нестопански трошења, од кои не сака да се откаже. Опозицијата подготвува напад на актуелните владини политики, стопанството, директно ги почувствува последиците од кризата. Дали владата ќе му остави поголем простор на приватниот сектор, ќе зависи од одлуката на народните избраници. Јас сум Анита Додевска, ова беше се што подготви економската редакција на А1. Довидување во следниот индекс со нова тема.